Добро утро, се јавуваме од катедралата Пресвето срце Исусово во Скопје. Католиците денеска го одбележуваат Велики петок, еден од најтешките и најтажните денови во христијанската вера, а за значењето на овој ден утрово во Македонија наутро разговараме со отец Зоран и Стојанов. Отец Зоран, добро утро и добре дојдовте во Македонија наутро. Добро утро. За почеток на нашиот разговор, што символизира Велики петок за христијанските верници и зошто се смета за најтажниот ден во годината? Значи, Велики петок сам по себе е празник кој што е единствено преку годината го имаме и не велиме денешниот ден за многу години. Значи, тоа е денот кога го одбележуваме страдањето, маките и Христовата смрт, нели, распнувањето на крстот, а тоа символизира дека ние преку нашата вера се соединуваме со маките и страдањата на Господ Исус Христос. Важно е да се напомене секогаш дека тоа е еден настан, не е тоа случка која што се случила и завршила, туку дека Господ Исус Христос се дарува за нас секогаш. Дарувањето преку Велики петок, односно преку крстот, е делот кој што значи и спасение за човечкиот род, затоа што со доаѓањето на Господ Исус Христос на земјата, односно раѓањето преку Дева Марија, се исполнува ветувањето на Бог Отецот, кој што рекол дека преку жена дошло на човекот казната, односно преку Ева, првата Ева, а преку втората Ева, односно преку Марија, ќе дојде и спасението. Но за да дојде спасението на светот, Господ Исус Христос мораше да претрпе страдања и маки. И знаете, денешниот ден, односно Велики петок, е доказот дека покрај тоа што Исус е пратеник од Божи на Отецот, односно второто лице од Пресветата Тројца, е и човек, затоа што Исус навистина страдаше и поднесе маки, но маки покрај оние телесни, физички, ги поднесе и оние духовни страдања кои што по патот, по калваријата која што одеше, носејќи го тешкиот крст и паѓањето под крстот, се среќаваше со луѓе кои што некне на цветници му вика осана, а денеска викат распни го. Значи, тој момент на распнување на Господ Исус Христос се случува на денешниот ден и тоа е символиката на Велики петок, дека Господ Исус Христос на денешниот ден ги претрпе невино маките заради искупување на гревот на човекот. Отец Зоран, како католиците во Македонија го празнуваат Великден? Каква е традицијата и обичаите? Великден, нели, сам по себе е денот кој што доаѓа после Велики петок, односно после целиот великденски пост кој што го имаме како подготовка и тоа е тој ден на кронисување на нашата вера дека Исус доаѓа и воскреснува. Важно е да се напомене дека во подготовката преку постот Велики четврток, Велики петок, секогаш во католичката црква се спомнува дека за да вистински го дочекаме воскресението Христово, треба да бидеме подготвени, а тоа се подготвува преку добра и света исповед, која што се препорачува секој верник да ја изврши, за да може на Великден и да го прими светото причастие, односно телото и крвта на Господ Исус Христос. И тоа е најголемата придобивка од оној момент кога знаеме дека воскресението е победа врз сите маки и страдања на човекот, а воскреснатиот нема повеќе маки и страдања. Значи, тоа е оној дел на Великден кој што е најбитниот, а ние подготвени преку постот и преку светата исповед доаѓаме на радосниот момент дека воскресението Христово е спасение на светот. Која е пораката што верниците треба да ја понесат од страдањето и жртвата на Исус Христос? Да, значи секогаш треба да знаеме дека Велики петок сам по себе, иако велиме најтажниот ден и сето тоа, носи во себе една голема надеж дека не е крајот со смртта.
На Велики петок Господ Исус Христос е распнат, умира на крстот, положен е во гробот, но ние знаеме дека тој на третиот ден воскреснува. И нема поголема порака од тоа, дека доаѓањето после Великден, после Велики петок на Великден е впрочем она вистинска победа која што на секој поединец кој што го живеел вистински животот му дава можност да влезе во Царството Небесно и да се радува во вечниот живот, за кој што Светиот Павле вели дека не е можно да се опише со човечки зборови какви се убавините на Небесното Царство. Отец Зоран, колку денешниот начин на живот влијае врз практикувањето на верата и почитувањето на ваквите празници? Ова е вистинско прашање кое што може би требали почесто да си го поставуваме. Да, денешното влијание на се она што не обкружува донесува нов начин на размислување, значи дигализација, комерциализација која што ја имаме, тој дух на потрошувачка, тоа влегува полека во секојдневието на човекот, но и тоа треба да го земеме како составен дел од новиот начин на живење. Наместо да ни биде негативно влијание, може да ни биде позитивно влијание. Значи, сега пак имаме можности преку најразлични можни рилсови, снимки, видеа, да дојдеме до добри науки, поуки, кои што можеме да ги сретнеме и брзо можеме да стигнеме таму кај што сакаме да стигнеме во духовно гледано. Јас сакам да искористам таа прилика, ако ми дозволите, да кажам дека често пати се злоупотребува денешната технологија. Знаете, човекот е многу чувствителен на емотивните пораки. Затоа треба да се внимава дека не секогаш и на се може да се верува она што го имаме во етерот. И за крај на нашиот разговор да упатиме на покана до нашите гледачи за литургијата што ќе се служи тука по повод Великден. Да, ние молитвено денеска сме отворени цел ден, значи молиме во чест на страдањата на Господ Исус Христос. Утре е Велика сабота и тој нормален, подготвителен литургијски дел го живееме, а оној централен дел кој што ќе го имаме е утре вечер, кога нашиот бископ, монсеньор доктор Киро Стојанов, ќе ја служи Великденската света литургија со палењето на новиот оган во дворот на катедралата и тоа триумфално влегување во името на Исус Христос во храмот. Ви благодарам за разговор. Благодарам и јас. По повод одбележувањето на Велики петок кај католиците, утрово во Македонија наутро од катедралата Пресвето срце Исусово разговаравме со отец Зоран и Стојанов.